Почитувани, добро ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Говориме за спортот и спортските збиднувања во градот, во општината, во регионот, во државата, меѓународниот спорт и така натаму и така натаму. Нема да ви должам многу, зашто имаме еден куп информации да споделиме со вас. Денеска нема да имаме гости, затоа ќе се обидам ја во еден здив да ви информирам, да ви кажам што се случуваше и што доправа ќе се случува и така натаму и така натаму. По некој напишано правило, секогаш одиме на почеток со она што се вика најважна споредна работа во светот. Да видиме каде се тркалаше бубамарата. Заради репрезентативни обврски, фудбалските прволигаши и второлигаши викендов паузира во наводници. Зошто велам во наводници? Затоа што изминатиот викенд во Кавадарци се одржа 25-тиот меморијал Вуко Каров и тиквешките легенди. На меморијалот годинава покрај домаќинот Тиквеш учествуваа и второлигашите Вардар Неготино и Тетекс Тетово. Се играше по италијански систем, секој со секого по едно полувреме и морам да кажам дека до израз дојде разликата помеѓу прволигашкиот и второлигашкиот фудбал. Во првиот надпревар Тиквеш со 5:0 го совлада тимот на Вардар Неготино, а во вториот надпревар Тиквеш со 3:0 го победи Тетекс од Тетово. Во третиот надпревар Вардар Неготино со гол, па би рекол буквално во последните минути, во последните секунди, Вардар Неготино победи со 2:1 против Тетекс од Тетово. Па така конечниот пласман Тиквеш, Вардар, Тетекс. Барем за ова 25-то поред издание на меморијалот Вуко Каров. И сега ја спомнав репрезентацијата, утре е денот Д за македонската фудбалска репрезентација. Гостуваме во Кардиф, на Велс. Ни треба нерешено, за да бидеме втори во групата и за да добиеме на некој начин, полесен бараж противник. Полесен, здравје Боже, можеби повторно Италија ќе ни се падне. Бидејќи и италијанците на некој начин по дебаклот кој што го доживеа вчера на домашен терен од Норвешка со 1-4, иако водеа со 1-0, и тие преку бараж ќе бараат пласман на светското првенство. Прва во нашата група е Белгија, која има 2 бода повеќе од Македонија и Велс. Ние имаме изброј бодови со велшаните. Меѓутоа, ние имаме плюс 9 гол разлика, значи убедливо најдобра гол разлика. Едноставно ни одговара и нерешено против Велс. Сега, дај Боже да се случи чудо, па Лихтенштајн да ја совлада Белгија. Меѓутоа Белгија има плюс 15 гол разлика, ние имаме плюс 9. Сега сигурно Лихтенштајн нема со 3:0 да ја добие Белгија, па ние со 3:0 да го добиеме Велс и да одиме како првопласирани од групата. Меѓутоа, фудбалскиот, спортскиот да се надеваме, изненадувањата се можни. Еве ќе кажам едно од изненадувањата што се случи во текот на ова коло, овој прозорец. Например, Малта ја победи Финска на гости.
финците се бореа за првите 2 места, меѓутоа Малта ги изненади. Секој денеска игра фудбал, да нема некој подценување. Значи, нашите фудбалери утре треба да изгинат на теренот и да се обидеме како второпласирана да одиме во баражите за светското правенство. Тој надпревар е утре, вторник. Во среда, градскиот фудбалски клуб Тиквеш ќе одигра надпревар од осмина финалето на купот. Мене ми се чини дека тоа е последен надпревар од ова осмина финале. Гостуваме во Тетово на Шкендија. Значи Шкендија Тиквеш надпревар осмина финале од купот во среда. Сега не знам колку нашите момци ќе парираат. Знаете како велат во Англија, обично велат го играат ли купот, нели го играат, им треба ли, нели им треба. Затоа нема да го коментирам тоа. Тоа се веќе работи кои што не спаѓаат во спортската фела, во она fair play фела, нели. А што се однесува до следните кола, прволигашите, 14-тото првенствено коло го играат наредниот викенд. Токму заради фактот што во среда Тиквеш игра куп надпревар со Тетекс, наредниот надпревар, и тоа оној првенствен, ќе го одиграат во недела против екипата на Башкими, и тоа овде во Кавадарци. Значи 14-то коло, петок, сабота, недела, понеделник, на 23-ти Тиквеш Башкими. Инаку колото почнува во петок со надпреварот Македонија Ѓорче Петров Силекс. Во сабота во Струмица играат Брера Вардар и во Скопје Шкупи го пречекува Пелистер. Во недела покрај Тиквеш Башкими ќе играат и Арсими и Шкендија. Колото ќе заврши во понеделник со средбата Работнички Струга Тримлум. Еве да видиме, да се подсетиме како изгледа табелата во првата македонска фудбалска лига. Вардар 33, Струга 32, Шкендија 30, Силекс 25, Башкими 22, Брера 16, Арсими 15, Македонија Ѓорче 14, Тиквеш 12, Пелистер 11, на последните 2 места Работнички 7 и Шкупи 1 бод. Значи Тиквеш е моментално 9 со 12 бода, 2 помалку од Македонија Ѓорче Петров. И чисто информативно во 15-тото коло Тиквеш гостува во Струмица на екипата на Брера. Второлигашите, 13-тото коло ќе го одиграат во петок, 21 ноември. Ќе ви кажам и зошто, затоа што веднаш потоа во вторник, значи ако петок е 21, во вторник 25 се игра воредно коло по втората лига, па така да имаат малце повеќе време за одмор. Еве да ги видиме и паровите од тоа 13-то коло. Осогово Вардар Неготино, Слога Виница Саса Каменица, Скопје Тетекс, Победа Кожув, Големо Коњари Охрид. Дербито се игра во Арачиново, каде Шкендија од Арачиново го пречекува тимот на Брегалница од Штип. А ќе ви објаснам зошто е дерби. Беласица ќе игра со Новаци, ова е мини дерби, и Детонит Плачковица ја пречекува Преспа. Ако ја погледнеме табелата, ќе ви стане јасно зошто е дерби Шкендија Рачиново Брегалница. Шкендија Рачиново е прва со 32, Брегалница втора со 27. Евентуална победа на Шкендија значи дека ќе се одлепи на плюс 8. Меѓутоа, да не го заборавиме, тука е Охрид. Охрид е апсолутен фаворит во дуелот со Големо Коњари. Охрид има изброј бодови како и Брегалница. Беласица на четвртото место има 25,
Скопје има 23, Новац има 20. 20 има и Детонит. Кожув и Осогово имаат по 17, Саса 14, Тетекс 13, Победа и Вардар Неготино имаат по 10, Преспа има 9, Слога Виница 4, Големо Конјари само 3 бода. Наредното коло, значи во вторник, Вардар Неготино Победа. Сега, прволигашите и второлигашите паузираа, но затоа фудбалерите од третата македонска фудбалска лига група Југ си го одиграа редовното 10-то коло. Еве ги резултатите. Бучин Росоман 2:2. Превалец Венец Дисан 5:2. Дреново Ултрас е од Прилеп 1:7. Млекар Башкими 2:0. Питогули Борец, ова беше дерби, 1:1. Младост Кривогаштани Влазними јуниор 5:2. И надпреварот Слога Лажане Тополка не се одигра. Слога Лажане, знаете, се откажа од ова надпреварување. На табелата води Борец 25 бода. Превалец е втор 22. Питогули трет 20. Ултрас на четвртото место има 16, па следува Росоман на петото со 15. Само да кажам дека Борец на првото место има надпревар повеќе. Станува збор за фактот што имаме 13 екипи и една во секој коло паузира. Тоа е она што треба да игра со Слога Лажане. Во ова коло, во наредното коло всушност, Борец е екипата што ќе паузира, така да Превалецки има можност да го стигне, меѓутоа Превалецки има тешко гостување кај екипата на Ултрас. Значи Росоман е петти со 15 бодови, Венец и Влазними јуниор имаат по 13, Младост од Кривогаштан има 12, Бучин 9, Млекар 7, Башкими 6, Тополка 5, Дреново има само 1 бод, а Слога Лажани е без бодови. Значи, ги кажав неколку двојки од наредното 11-то коло. Борец од Велес лидер паузира, треба да игра со Слога Лажани. Превалец гостува во Прилеп кај Ултрас, значи играат четвртиот и вториот. Дреново треба да му гостува на Башкими во Јаболчиште. Венец ќе има тешка задача на домашен терен против екипата на Питогули, која преферира за висок пласман, а Росоман е апсолутен фаворит во дуелот со Млекар. Сега, од фудболот предлагам да се преселиме на ракометот. Машка ракометна Суперлига. Таму се одигра, ако не се лажам, 12-тото коло. Еве ги резултатите. ГРК Тиквеш Пролет 21-18. Победа на кавдаречките ракометари. Еврофарм Пелистер Бутел 37-21. Очекувана. Еврофарм Пелистер 2 Прилеп 37-28. Очекувана. Радовиш Куманово 19-30. Требаше да биде дерби на дното, меѓутоа кумановчани преселни. Охрид Алкалоид 28-24. Пак ќе речем очекувано. И Вардар Струга и повеќе од очекувано 36-21, иако Вардар одигра со вториот тим. Табелата по 12 кола, Вардар максимален, без пораз, 12 кола, 12 победи, 24 бода. Пелистер е втор со 21, Охрид е трет со 19, Алкалоид четврти со 18. Следува Тиквеш со 14 бодови, Еврофарм Пелистер 2 на 6-та позиција има 12, Бутел 11. Пролет, со кој што играше Тиквеш, сега има само 9 бода, Прилеп има 8, Струга и Куманово по 4, без бодови е Радовиш. Во следното коло, Струга Охрид, Охриджани фаворити. Вардар Еврофарм Пелистер 2, Вардарци фаворити.
Куманово Прилеп, заради домашниот терен, предност му давам на Кумановче. Бутел Радовиш, Бутел е фаворит. Пролет Еврофарм Пелистер, двојка како бандера, што се вика. И дербито ќе го одиграат четвртиот и петиот на табелата, Алкалоид на Кире Лазаров го пречекува Тиквеш. Ќе биде густо, ќе биде интересно. Кога сме веќе кај ракометот, овде нема да гледате табели, ќе чуете само резултати и јас чисто ќе ве информирам. Значи, машка ракометна прва лига, 10-то коло, ова морам да го споменам заради фактот што тука настапува екипата на Вардар Неготино, која во ова коло беше слободна. Надпреварот Мултиесенс Партизан најверојатно ќе биде регистриран со службен резултат 10-0, поради фактот што екипата на Партизан од Гевгелија немаше доволен број на играчи кои што ќе влезат во записникот. Значи, треба да ги има 12 на број, гевгеличани немаа 12 играчи, па судиите не дозволија да се игра и најверојатно, реков, екипата на Мултиесенс службено ќе се го добие надпреварот. Младост продолжува со добрите игри, го доби тимот на Драчево јуниор, ова на некој начин требаше да биде дерби, меѓутоа ништо од тоа. Значи 38-26. Јехона Текстилец 38-36, Кичево Шампион 22-36, Македонија Ѓорчо Петров Преспа 32-20, Овче Поле Аеродром 24-30. Младост Богданци прва 18 бодови, Мултиесенс втор со 16, следуваат Вардар Неготино и Драчево јуниор со по 14. По 10 бода имаат Македонија Ѓорчо Петров, Текстилец и Јехона, по 8 Аеродром и Овче Поле, 7 има Партизан, Преспа има 2, Шампион 0, а Кичево е без бодови. Заборави само да кажам дека поради фактот што Партизан од Гевгелија не допатува со доволен број на ракометари, реков најверојатно надпреварот ќе биде регистриран со службен резултат 10-0 за Мултиесенс, меѓутоа на Партизан ќе му биде одземен бод од досегашното конто. Така велат правилата. Нема ние тука сега да измислуваме бойлери и топла вода. Суперлига жени 9-то коло. Вардар Чајер 28-37. Металург и Спартак не го одиграат својот надпревар, ќе ви кажам зошто. А Стибо Куманово 24-29 и Ѓорче Пелистер 38-13. Чајер води 16 бодови, Ѓорче има 15, колку што има и Металург. Вардар 8, Куманово 7, 5 Астибо, Пелистер 2 и Спартак има 2. Имено Металург играше надпревар од Еврокуповите против екипата на Сплит. Првиот надпревар заврши таму 24-24. И сите, цела македонска јавност беа убедени дека нашите ракометарки имаат сила да одат понатам. Меѓутоа се случи тоа што се случи, нашите ракометарки загубија 25-24. Интересно, по последните моменти од надпреварот, Металург имаше пенал, седмерец. Не го реализира и загубија. Да го реализира, ќе се изведуваа седмерци, па подобриот ќе одеше натаму. Меѓутоа, најдобриот стрелец на надпреварот успеа да промаши седмерец. Ета затоа Металург и Спартак не го одиграа својот надпревар. Прва лига жени, 9-то коло, Атлетик Деспина 29-16, Овче Поле Стружанка 32-18 и Јехона Шампион 24-16. Атлетик води со 14 бодови, пред вториот тим на Ѓорчо со 12 и Овче Поле со 10. Време да се карам. Вртам вчера по телевизор да видам што има сега. Имаше многу работа, имаше кошарка, имаше ракомет, имаше фудбал, квалификации и така натаму и така натаму. И довагам дојде момент, гледам Охрид игра. Хај, викам баш убаво, дај ке ги погледам вие нашите, да навивам за нашите, нели сега.
Меѓутоа, што се случи? Охрид играше со слога од Добој. Охриджани го добија надпревар 37-19. Меѓутоа, моите така наречени колеги од национален еден медиум, ајде да не го спомнувам сега медиумот, упорно доле на титлот пишат Охрид Добој, Лига на шампиони. Ало, немаше ли некој да му се јаве да му каже бе смените го тоа титлот? Очигледно немаше. Што е катастрофален пропуст или доказ дека овие нашите медиуми како сакат и кога сакат си ја тераат. Не ја ти знаат, не ја ти разбираат. Гледав еден кошаркарски надпревар, му паѓаат микрофоните, трчат по микрофоните, оние со пецаљката доле што се на терен за време на тајм-аутите или на ракометот беше, не сум сигурен. Да не зборам за незнаењето да читаат, до вчера упорно го вика Балша Цејовиќ со Ц, меѓутоа заборава дека во записниците оде латинично писмо, па тоа Ц всушност е Ч, како чачак, како чешел, како четка, и затоа е Балша Чејовиќ, а не Цејовиќ. И некој во саботата баш слушам, се исправиле, добро е. Значи, некогаш критиката е добронамерна, меѓутоа и треба да се учи од истата. Сега, она со акцентите, тоа нема да го зборам. Постојано ќе го кажувам, мојот драг пријател, кошаркар, сега ме чини настапал во Штип, играше тука во Кавадарци, се вика Никола Караколев. Му приоѓам и го прашувам. Абе, Никола, слушам по телевизија, Караколев, ти Караколев си или Караколев? Абе, века, джаве, ја 35 години му викам дека јас сум Караколев, дека не сум Караколев, меѓутоа тие ме убедуваат во нешто спротивно. Акцентот бил вака, ова бил онака. Зошто акцентот пред 35 години, нели беше така? Не бев убеден во вистинитоста на изговорот на тренерот на Пелистер, Гарабаја, и пред надпреварот со Пелистер овде во Кавадарци му придов го прашав. Јас се извинувам, дали може да ми објасните како е правилниот изговор на вашето презиме? Гарабаја или Гарабаха? Тој ми вика, не сум со Ј, јас сум со Y, Гараба, Y-А. Тоа значи Гарабаја. Меѓутоа, она оригинален шпански изговор, он бил Гарабаѓа. Правилниот изговор, нели, ако веќе одеме така. Сепак, сопствените именки не можеме да ги менуваме. Тоа да не биде јасно. И не смееме да ги менуваме. Истото се случува со кошаркарот на Тиквеш Голден Игл, еве нашите. Крис Дес. И упорно го пишуваат со кирилично Дес. Му пријавам на тренинг, му викам, Крис, елаван, како правилно се изговара твоето презиме? Он ми вика, Дис, со две Д, две С. И сега, ние упорно ќе пишуваме се и се што, наместо да си прашаме. Нешто што не знаеш, прашај. Сега имаме нов кошаркар, Джованте Хокинс. Ако не знаете како правилно се изговара неговото име, прашајте бе. Ја, братче, мамо, де кажи ми како правилно се изговара. И што најмногу мразам, да, локал патриотизам у реду, национализам у реду, меѓутоа доза. Пуштам арена, ако има српски фудбалер, ако има српски кошаркар, ако има српски ракометар, тоа е удав. Како едни наши поранешни македонски спортски коментатори кои што знаеа да дават со македонските фудбалери, кошаркари и ракометари. Меѓутоа, тоа е тоа. И уште нешто, кога сме кај арените, 90%
од спортските новинари и коментатори таму навиваат за Барселона. Во све. Сите се за Барса. Ај, доста беше со ракометот, додеме малце на кошарката. Машка кошаркарска Суперлига се одигра 7-то коло. Ангели Тиквеш Голден Игл 63-88. Куманово Пелистар 79-87. Ова требаше да биде дерби. Чаир Гостивар 96-92 се играа продолженија. Чаир по продолженија го доби Гостивар и ја забележа првата првенствена победа сезонава. Маđари Работнички. Да подсетам, Маđари го доби Тиквеш Голден Игл овде во Кавадовци за прва победа. Славеше и на гостувањето кај Кожув и покажа дека тие победи не се случајност, па сега го победи и Работнички 87-80. Во дербито МЗТ-ТФТ Ептен дерби 80-67. И Феникс Кожув 73-76 победа на тимот од Гевгелија. Во наредното коло Чаир Маđари, скопска пресметка од долниот дел на табелата, Гостивар Пелистер, ТФТ Куманово, Кожув Ангели. Ова би требало да биде еден интересен дуел во Работнички Феникс. И овде во Кавадовци, Тиквеш Голден Игл ке го пречека шампионот, тимот на МЗТ. Еве како изгледа табелата. Пелистер и ТФТ имаат по 13 бодови. Куманово и МЗТ по 12. Знаете, Куманово одземен му е МЗТ му е одземена победата против Ангели поради, јас ке речам, административна грешка. Запишале во состав кошаркар кој што немал право да игра. И не само што го загуби службено тој надпревар, не му беше доделен оној бод што му се дава на поразените. Кожув и Работнички имаат по 11, Тиквеш и Маđари по 10. Феникс има 9, Чаир, Гостивар и Ангели имаат по 8. Сега ќе ви кажам неколку збора за надпреварот Ангели Тиквеш. Само да видам дали ќе го најдам тоа. 63-88. Прва четвртина 18-21 за Тиквеш. Втора четвртина 13-15 за Тиквеш. Што значи на полувреме 5 разлика. 31-36. Победникот беше решен во третата четвртина. 13-28. 15 разлика за Тиквеш Голден Игл. На крај конечни 63-88. И сега некој ќе каже, толку ли беме појаки? Може би не бевме појаки, меѓутоа Тиквеш имаше 50 скока, на спортивната страна Ангели има 28. И кога противникот ќе направи 20 скока повеќе од твојот тим, што очекуваш? Згора на тоа. Тиквеш, сега ќе ви прочитам стрелците, а ќе тргнем од овие што имаат помалку поени. Значи, Благо Димитриев постигна 6 поени, играше 14 минути. Крис Дис, значи не е Дес, туку е Дис, и не е со едно Е, туку е со две Е. Дис постигна 13 поени, играше 28 минути. Илија Мирков одигра 9,5 минути, даде 2 поени. Малку, минута и 20, играше и Чадамов, 8 минути и 50 играше Блажевски, не постигнаа поени. 2 минути играше и Несторовски, 48 секунди одигра и Мицев. 4 поени даде Тоше Златев, кој играше 18 минути. Джаванте Хокинс го имаше својото деби во дресот на Тиквеш Голден Игл, реализираше 16 поени. Сега имаше шут за 2 поени, 3 од 4, слободни фрлања имаше 4 од 4, но за 3 поени имаше 2 од 7. Останатите што не ги спомнав, внимавајте.
Петар Бошалевски даде 11 поени, а имаше 10 скока. 3 офанзивни, 7 дефанзивни. Стеван Григориевич даде 16 поени. Имаше 11 скока. 2 офанзивни, 9 дефанзивни. Меѓутоа, мене повеќе ме радува нешто друго. Стеван имаше 7 од 11 шут од поле. Слободни фрлања 2 од 3. И најефикасен на надпреварот беше Лук Андерсон, брутален, како Јокич моментално, 20 коша и 16 скока. 9 дефанзивни, 7 офанзивни. 5 од 7 за 2 поени, 4 од 4 слободни и 2 од 6 за 3 поени. Значи, тројца кошаркари на Тиквеш Голден Иглс средбата ја завршија со дабл учинок. Да се надеваме дека ќе продолжиме во овој ритам, реков следно коло ни доаѓа МЗ-та, така да баш ке ни треба разиграноста и добрата атмосфера пред дуелот со МЗ-та. Девојките не игра затоа што сениорската женска кошаркарска репрезентација игра квалификации за Европско првенство. Игравме со Данска, се радувавме како мали дечиња затоа што победивме, една разлика. Коментаторите, така наречените спортски новинари, упорно фалат. Добра е, победивме екипа од вториот ранг. Ама ние сме во четвртиот, во петиот ранг. Ние паднавме ептен доле. И сега се радуваме, сме ја победиле Данска. Прашање дали во Данска воопшто има женска кошаркарска лига. А ние се радуваме на тоа. Меѓутоа, вториот надпревар ни дојде Грција. Ни врза 2-3 шамари и на селекторот Шаданов му покажа како треба да изгледа една кошаркарка, репрезентативка. Значи, манекенки, стројни, високи, цврсти, скочни. А нашите, што да ви кажам, како 10 слави поред да истерале, така да сите имаат по едно 15-20 кила вишка. Закопани, заковани за паркетот, од 2 петите ги креваат од паркетот, не да скокнат. И се жалиме упорно, подмладена ни е, знаете, кој бе подмладена? Анџелика Митрашиновиќ над 30. Кметовска над 30. Цаца Стојановска, Александра Стојановска над 30. Марит Хемпер, не знам колку имаме, и таа е стара. На клупата имаме уште неколку, да, имаме во составот неколку млади, Начевска, Николов и така натаму. Меѓутоа, не можеме да велиме ние подмладена ни екипата, а тие најмладите по минута 2 ги пуштаме. Прашање до Шаданов, што бараат сестрите Николич во репрезентацијата? Еве, јавно упатувам прашање, што бараат сестрите Николич? Селцово има среќа, дава по 15-16 коша, меѓутоа во одбрана е швајцарско сирење. Многу добро ние простудирали играта и забележите секој напад на противникот оди преку Селцово. Зашто знаат дека или ќе претрчат, затоа што е тешка, или ќе направи таа фаул. И упорно прашувам и ќе прашувам. Каде е Цветан Кадимов? Немојте сега да се вадиме повредена, не можеше, она имаше обврски, откажа. Не. Уствари, ја имам еден совет до Цеце Димова. Цеце, и да те канат да не одиш во репрезентацијата додека е Шаданов селектор. Кратко и јасно. Не може кошаркарката која што е моментално во најдобра форма и е најдобра кошаркарка во домашното првенство, за неја да нема место во репрезентацијата. А има за некои си таму, зошто? Затоа што биле во Вардар, кеја Шаданов. Не е затоа што играат и е добро. Што барат Тасевска? Да седи на клупа, да грее клупата. Што бара
Михаела од Паланка да играе клупата. Ја дигравме во Небеса на времето кога Тодор Злата беше селектор на кадетките и направи успех таму во Грузија. Ја дигна Алексовска, сега ми текне презимето, Михаела Алексовска. Ја кренавме во Небеса и ја нема нигде. И Тијана Митрева, сиромашката ќе пуштат минута две, ќе свирнат две-три лични, ај бега назад. Не те бива, демек. Ало, пак ќе речем, угледајте се на другите репрезентации, како изгледаат кога ќе излезат на терен. Абе, како лубениците што ги чукаат вака, 1,85 м, 87, 89, 92, 94, па играле во Бешикташ, во Брно, Збројовка, во што ти ја знам. А вие знаеш така ги прашаш, кај играш? На коледж во Италија играш. Што играш ти бе на коледж? И прашање е дали игра и колку игра. Значи имаме во репрезентацијата вишка кошаркарки кои што воопшто не треба да го носат дресот со националниот грб. Затоа што, кратко и јасно кажано, не ги бива. А господинот Ашаданов мора да биде фер спрема останатите и треба да им ја олесни работата на овие, па макар и Стојановска, Митрашиновиќ, Хемпек, Метовска, мора да им ја олесни работата со тоа што ќе во репрезентацијата ќе повика квалитетни кошаркарки, а не кошаркарки на мама, на тата и на пријатели од федерација и така натаму и така натаму. Жално, но вистините. Сега, девојките реков паузираат, а во следното пето коло, двојките се Пробаскет Паланка, Вардар Баскет Кам, таа би требало да биде дерби, Спорт Тим во Неготино го пречекува Делчевски Патриот и Бадел игра со МЗТ. Баскет Кам е лидер со 8 бода, меѓутоа по 7 имаат Паланка, Бадел, Пробаскет и Вардар. Сега, дали ќе му се сиуначиме, вела дека Паланка е посилен противник и ќе биде фаворит на хартија, меѓутоа и нашите девојки покажаа дека сезонава имаме квалитетен состав. За крај, во саботата се одржа 9-тото поред издание на меморијалот Ордан Тотов и тиквешките кошаркарски легенди. Ордан Тотов, од овие кои што прерано почина, Методи Каровски, Петре Камчевски и последно Панчо Минов. Значи, тоа се дел од легендите, не се само тие легенди, ова се однесува на еден портал кој пишеше дека само тие се легенди. Значи, Тотов, Минов, Камчевски и така беше напишано. Нема тука што да се потине. Меѓутоа има уште мал милион тиквешки кошаркарски легенди. Дојда пријателите на ветераните на Тиквеш, пријателите на Тотов, Каровски, што знам, на Минов, дојда од Струмица, од Велес, од Битола и направи еден храбар и интересен потек да не играат онака турнирски, него бидејќи не беа во очекуваниот број, направија две екипи од сите и се поделија. И така одигра еден квалитетен надпревар. Победи овие нашите и тие што беа со нашите 60-47, ако не се лажам. Прво, најбитно е почита. Почита што му укажа на турнирот, на Тотов и тиквешките кошаркарски легенди, почита што ја укажа на пријателите од ветераните од клубот ветерани на кошаркарски клуб Тиквеш. Тоа е најбитно. Втора по битност е дружбата. После тоа задолжително се дружат, седнат, салатичка, мезенце, нешто и така натаму. Битна е таа дружба
размена на искуства, кај си, што правиш, како правиш, може ли нешто да си помогнеме да разменим и така натаму, и така натаму. И уште еден настан достоен за почит. Во неделата се одржа манифестација по повод 15 години Центар за боречки вештини Будо. 15 години борците, не борачите, борците, ќе ми прости еден мој драг пријател кој што го исправив и таму на лице место и сега ќе го исправам и ево наново. Значи, тие што членуваат во Будо се борци, не се борачи. Борачите членуваат кај Јане во Неготина. Една интересна манифестација, морам да признам, и многу убава, не беше нешто долга. Имено Центарот за боречки вештини Будо им додели благодарници на сите оние кои што помагале и ќе помагаат, се надевам, во наредниот период и во изминативе 15 години, без разлика дали станува збор за фирми, за државни, приватни предпријатија, за медиуми и така натаму, им додели признанија, односно благодарници на луѓето кои што беа во првиот состав, кога се формираше тогаш кикбокс Будо, или клубот за боречки вештини Будо, без разлика дали тоа биле како тренери, како помагатели или како борци, им додели признанија и на клубовите со кои што соработуваат. Пред се тука се клубот од Охрид и клубот од Куманово, кои што беа присутни на настанот со своји борци. Им додели признанија на истакнати борци од сопствените редови, Олгица Орешкова и Дарко Димитриев. И после имаше пак десетина борби, од најмалите категории до возрастните и оние најтешките, тешкашите. Прикажаа што знаат и умеат, некои беа онака ептен пријателски, меѓутоа имаше и добри цврсти удари, нокдауни и сличните работи, чисто за да може и присутната публика да види што тоа работат во Центарот за боречки вештини Будо. Ако вас се интересира што работат, а работат се и сешта, кикбокс, бразилско џиу-џитсу, што знам, аерокик, самоодбрана кај препадничките на понежниот пол. Работеа нешто со бокс, всушност, минатата емисија на YouTube, изгледајте ја со Аци и со Мартин, ќе ви стане јасно што све се работи во Центарот за боречки вештини Будо. Јасно? Гласно. Правиме рекапитулар. Во недела имаме фудбал. Тиквеш Башкими. Ракомет, во ова коло гостуваме кај Алкалоид. Кошарка, доаѓа шампионот МЗТ. Кошарка жени, доаѓа фаворизираниот тим на Крива Паланка. Значи, ова се средби што ќе се играат во Кавадарци. Ракометарите гостуваат на Алкалоид, Тиквеш Голден Игл го пречекува МЗТ, Про Баскет го пречекува тимот на Крива Паланка, фудбалерите на Тиквеш играат со Башкими. Тоа е за наредната недела. Ние ќе бидеме присутни на лице место и ќе собираме, ќе прибираме информации, се она што е интересно, благовремено за 7 дена на ова исто место ќе ви го презентираме. Ето толку, драги мои, во ова 1098 издание на емисијата Спортодром со Мики. Останете во добро здравје, во добра мисла и уживете со програмските содржини што за вас ги подготви дежурната редакција на КТВ телевизија.